Вообичаена, секојдневна атмосфера на местото каде вчера луѓето од А1 правеа вистински циркус од инспекцијските контроли на надлежните институции. Непотребната драма по вчерашната контрола на инспекцијските служби во фирмите овде зад мене на Перо Наков без број заврши. Откако цела година со притисоци од најразличен вид, инспекторите беа спречувани да се ја завршат работата. Вчерашната редовна контрола прерасна во вистински циркус, во кој главните улоги ги играа новинарите и опозицијата кои немаат никаква врска со фирмите кои се контролираа. Утрово овде е мирно, нема никакви траги од вчерашната слика. Откако инспекторите завршија дел од контролата во фирмите Акстра, Акстра Трейд, Синим, Плюс Продукција, Време Ечи печатницата Мисирков, сите сместени на Перо Наков безброј, истата адреса на која се наоѓа и А1 телевизија, ги пломбираа вратите на контролираните компании и си заминаа. Утрово, за да ја продолжат драмата пред камерите на другите телевизии, вработените на сите пломбирани врати лепеа бели листови на кои пишуваше дека се тоа канцеларии на А1 телевизија. Камерата носител го сними овој вработен како го подготвува листот кој требаше да се залепи на вратата од редакцијата на еден од весниците и на кој како и на сите други пишуваше А1 телевизија. Сепак, дел од вработените во овој медиум свесни дека законот мора да важи за сите подеднакво. Сите институции што се задолжени за борба против криминалот, сите инспекции чиј основен префикс е тоа, без селекција и без темпирање за политички цели и мотиви, може и мора да ги извршуваат своите обврски. И тука никој не сме да ги попречува. Од друга страна, оние кои вчера го заложија новинарството за лични интереси на собственикот и политичките на опозицијата и натаму продолжуваат да ја манипулираат јавноста. Меѓутоа тие неколку пати рекоа дека не прават контрола во А1 телевизија. Во А1 телевизија денеска ни е запечатен серверот, компјутерскиот сервер, и телевизијата, практично целата програма ни е под постојана закана на прекин. Главниот уредник на А1 заборави да каже дека во истиот тој сервер се наоѓаат документи за фирмите пред севесниците во кои вчера имаше контрола и кои денеска токму затоа се пломбирани. Но и покрај ова, попладнево некој самоволно влегол и ги скршил пломбите на серверот и компјутерскиот центар, што по закон представува кривично дело. Надлежните најавија дека од телевизијата очекуваат да ги достави снимките од лицето кое ги скршило пломбите, по истиот принцип по кој синоќа се снимаше секој детал од инспекцијската контрола. Инаку вчера инспекцијските служби биле на Перо Наков безброј уште од предпладневните часови. Ние во предметните фирми во Перо Наков ББ сме влезени некаде 10:30-11 часот. До 19 часот, значи до почетокот на еден вестите, нашите инспектори и колегите од финансова полиција буквално се држени, може би прегруп зборот, меѓутоа лоцирани во една просторија во која што нема апсолутно никаква финансиска документација. Се нудеа најразличити полномошна дека управителите на предметните фирми не се во држава, не се достапни. Имаме контакт само со една господја адвокат, Луиза Стаич, која има полномошно од сите овие фирми регистрирани на таа адреса. Непосредно пред да почне централниот дневник во канцелариите каде што ги држали инспекторите, почнале да влегуваат новинарите и под изговор дека бараат материјали за снимање се обидувале да изнесат цели папки со документи.